Почитувани присутни, добро вечер. Да ви посакам добре дојде во градската библиотека, да ви посакам убав престој тука со нас. Ова е простор кој што ние како институција со задоволство го направивме достапен за секаков вид на културна пројава, лична иницијатива и простор кој што во последно време буквално станува скоро секој ден исполнет. Вечерва имам уште една обврска, убава обврска, можност да говорам за книгата на Емил Крстевски, затоа што во процесот на незино подготвување и објавување заедно со авторот се договоривме и да напишам мислење за неа. Така што бев со оваа книга уште пред да се создаде и со нетрпение очекував да биде објавена. Сега гледам дека и добар дел од присутните веќе во раце ја држат и можам да кажам дека таа е специфична по својата содржина. Ова од проста причина што политичките хроники, анализи и текстови кај нас се реткост. На прсти се бројат коментаторите кои редовно пишуваат за меѓународната политика, кои притоа имаат свој став, мислење. За Македонија е посебно значајно тоа да има своји коментатори, мислители, кои на систематски начин им приоѓаат на одредени надворешно политички теми и на заинтересираната јавност на увид и стават своја одредена перспектива. Бидејќи ние истовремено сме склони да забораваме брзо, потребно е од време на време да им се навраќаме на некои теми кои само моментно се чини дека се зад нас, додека на вистина се уште се чека нивно разрешување или давање на соодветен надворешно политички одговор како треба да постапува нашата дипломатија. Сериозните држави на многу прашања кои се допрени, опишувани и предложени за размисла во оваа книга сериозно им приоѓаат. Западните демократии основаат цели институти, собираат трустови од мозоци кои би дале соодветен одговор во рамките на нивните национални интереси. Кај нас, за жал, таков приод се уште ни оддалеку не може да се насети. Затоа целата одговорност на себе ја преземаат заангажирани интелектуалци, мислители, кои сами за себе, но со објавувањето и на целата нација и нудат своји идеи како да биде подобро упатена, информирана, но истовремено и да ја заинтригираат со своите мислења и да ја натераат да ги продлабочи своите знаења. Бидејќи станува збор за текстови кои се објавувани во подолг временски период, само на најупорните и на најупатените може да им бидат при рака во секое време. Затоа сметам дека е посебно добро и ако сакате одговорно, истите да се приопштат како книга. Авторот ја завршил работата наместо нас и ни заштедил драгоцено време од истражувањата по библиотеките во Македонија. Истата книга сега може да се искористи како нов слој пред наредните истражувања на темите кои што ги допира. Своите текстови ги собрал и преку книга ги става повторно на увид, подсетување на суд на јавноста и историјата. Сега на овој начин тие ќе бидат уште полесно достапни и уште еднаш ќе извршат својата функција. Препрочитувајќи ги текстовите, некои од нив се постари и од една деценија, ќе можеме многу лесно да ги видиме промените, но и константите на прашањата за кои секојдневно бараме одговор. Приобидите да ја приближиме нашата држава кон Европа, кон стандардите на западното живење. Кој не ја познава историјата, осуден е да ги повтори грешките во еднината. Книгата што ја имате во раците, почитувани присутни, е поделена тематски, а не хронолошки. Всушност, оваа поделба го исцртува јасно интересот на Емил. Тој самиот предвидел текстовите да бидат поместени во 3 делови, кои по својата заокруженост дополнително го олеснуваат нивното користење. Првата тема,
која што можете да ја консултирате е Македонија и Европа. Во неја се поместени десетина текстови, кои, како што укажува насловот, го анализираат, наблюдуваат процесот на нашето поврзување, доближување до Европа, но и на еден прецизен начин се лоцираат можните проблеми на тој пат. Секако дека некои од насловите треба да се издвојат, бидејќи на еден критички начин ја сликаат Европа, незината потрага по идентитет, што се прашања кои ретко кај нас било кој ги поставува. Нашиот генерално некритички однос, неинформираност и настојување по секоја цена да бидеме дел од Европската Унија, прават некои теми да останат сосема необмислени, нејасни. Токму тука се од голема помош текстовите на Крстевски, за да се огледаме состојбата и низ поинаква призма. Втората група на текстови е насочена повеќе кон тоа да го објасни регионалниот контекст, односот на Европската Унија, односот на Европа и големите сили кон нас, кон Балканот. Посебно значено е навремено да се имаат предвид распоредувањата кои може да се случат во регионот. Познато е дека многу светски доминантни држави имаат свој интерес на Балкан и како и дека за ова раскрсница се кршат копија со децении. Позицијата на Македонија е таква што ние мораме да се трудиме да ги разбереме сите тие движења и уште повеќе да ги антиципираме случувањата, за да можеме да изградиме соодветна надворешна политичка стратегија. Оваа група на текстови ја дава токму таа подлога. Авторот напишал многу информации сплетени со неговите размисли и понудил можни магистрали за наше позицирање. На крај, уште една мощна и интересна група на текстови поврзани со Франција. Имајќи предвид дека односите на нашата држава со Франција во последно време се крајно затегнати, секако дека со посебно внимание треба да се проследи и овој дел од книгата. Контроверзното однесување на Франција кон нас создаде негативна енергија која нема своја позитивна завршница ниту во меѓудржавните односи. Истовремено, тоа откри дека комуникацијата со таа држава не ни е стратешки планирана и работена во периодот на целата самостојност, речиси цели 2 децении. Тоа значи дека многу елементи, начин на работење и остварување на француските надворешни интереси ние не сме ги разбрале. Иако белезите на нивно присуство се и повеќе од видливи, да потсетам само дека еден од гарантите на рамковниот договор, односно негов потписник, беше француски представник. Македонија се уште нема релевантни одговори на темата Франција. Нашите одговори секако дека можат да бидат изградени со детално познавање на навиките, историските пријателства и интереси на таа држава. Токму затоа текстовите поврзани со Франција од оваа книга можат да бидат дополнителен елемент на запознавање, односно поиновна точка на градење на една нова стратегија како да се отклучи Франција и од неја да се направи пријател во време кога пред нас се сериозни предизвици. Завршувајќи, топло ја препорачувам оваа книга на сите заинтересирани проследувачи на меѓународната политика и секако и на креаторите на македонската надворешна политика. Таа ќе биде вредна алка ако пред да ги дадеме нашите одговори, сакаме добро да го проучиме предметот. Емил, јас ти честитам и со тоа завршувам. Благодарам. Мене ми останува само искрено да се заблагодарам на убавите зборови на Зоран Иванов и на Филип Петровски, да се заблагодарам на вашето внимание. И нешто што ми падна во очи Зоран Иванов кога зборуваше, дека сум го демантирал во тоа дека овие текстови, новинарските текстови не живеат само еден ден. Нема ништо што е дадено само што е за вчера и нема ништо што е само за утре. Кога работев, кога ги правев почетоците во Нова Македонија и кога работев во дневната редакција во надворешно политичката рубрика, за да напишам еден текст ми требаше да прочитам можеби